Ало, Маце, да. Да. Кој? Аматер? Јас? Јас аматер? Па Маце, па ти не знаеш што зборуваш? Да. Ова мене ми е трета драма. Да, ќе правиме комедија, да. Не, насилство никако. Не сакам насилство. Не сакам. Добро, Маце, сега вака ќе ти ја спуштам слушалката и ќе ти речам пријатно. Чао. Има ли некој што не го знае текстот? Нема, добро. Прости ми, Даре, но во оваа твоја драма не се знае никој главен лик, а кој е спореден. Сите е некако измешани. Добро, полека ќе ти објаснам. Ти ја играш нашата учителка и твојата улога е најглавна. Добро. Истакни се и биди звезда. Се зборува дека некој друг ти ја напишал драмата и дека закитуваш со туги перија. Тоа може да се провери. Почнуваме со пробата или не? Дарко, јас на едно место велам. Ќе ти ги вратам парите кога ќе се стрижат мувите. А тата вели, мувите не се овци па да се стрижат. Користам некои народни фрази и изрази, за да биде посмешно. Да правиме комедија, сети се. Смешно. Како да не, оваа твоја драма е за плачење. А тука сте, а? Каде е Дарко? Ја сум наставничка. Еве го авторот. Велете на следите. Благодарам. Имам информација дека, господине Дарко, во твојата драма ме споменуваш и мене со полно име и презиме. Сигурно ви кажала наставничката по музичко. Таа вчера беше на пробата. Да, таа ми кажа. Кој ме игра мене, мислам, нели мојот лик во драмата? Јас наставничка. Ако немате против. Ти? Добре, ајде кажи некоја реплика, мал дел од улогата. Ајде, брзо. Имам трема. Ги заборавив сите реплики. Како ќе настапуваш пред публиката? Ти ќе молчиш, а тие нека погодуваат што сакаш да кажеш. Несериозно. Имаме шепкач наставничке. Суфлер. Тој ќе ни го дошепнува текстот доколку се збуниме. А каде ви е шепкачот? Мене ми ја доделија таа задача. Па ајде шепни на Маца, помогни. Подготвена сум. Имам концентрација. Почни. Ајде, викиваш. Драги ученици, на овој час сакам да поразговараме за една многу значајна тема во животот на сите живи суштества. За љубовта и почитувањето. Нема љубов без почитување. Но јас сум упорна, драги ученици. За упорноста изборуваме друг пат. И ова ќе го кажувате пред публика на нашиот патронат празник. Дарко, веднаш доаѓи со мене. Сите драмски автори завршуваат како мене. Еве, сами си ги пегаат кошулите. Тате, многу ми е тешко. Јас сум еден од многуте неразбрани автори. Ма не си ти виновен, тетка ти е виновна. Како не е срам на твојата сестра. Леле, преку Дарко сака да направи кариера. Чкртнала нешто и... А детето во последно време ми се нервира. Не јаде, не спие, не излегува надвор. Сите му се смеат. Леле, ако ми се појави пред очи, ќе искорнам косата. Море, немој јас да почнам да корнам коса, оти половина од твоето семејство ќе бидат келави.
И те молам немој да ме тераш да отворам устата. Тата, тета претера со комичните делови во драмата. Требаше да стави малку и трагедија, барем 5% во проценти. Поголема трагедија од ова – здрави. На улица децата по мене трчаат како по некој палјач. Сите заедно им личиме на некоја драмска секција. Неталентирани бедни аматери. Добар ден. Оф, и вие сте биле дома. А каде треба да одиме? Во театар? Даре, прости. Мислев јас и ти ќе поразговараме во 4 очи. Сестро, седни. Напишав уште 2 драми, тука што завршени. Не ни требаат твоите драми, чувај си ги. Ангажирај го и твојот брат и заедно одете в село. Долги таму луѓето ќе ве прифатат. Мојот сопруг, тоест твојот брат, би можел да игра некој добар селски дед. Многу успешно. Сестро, седни. Не возбудувај се. Авторството почнува да ми тежи. Тета, па обиди се на телевизија, некоја серија или нешто така. Дарко, стануј од овде. Сестричке, нешто за пиење? Не, благодарам. Дај ми ги твоите драми. Мене лично ќе ги фотокопирам и ќе се обидам да излезат како книги. Знаеш, пишувањето е еден вид болест. Неизлечива. Чудо некое. Целото ваше семејство е нешто болно. Брат ти, е овој сом овде, во последно време чита само готвачи. Вчера за малку ќе не запалеш. Живи ќе изгоревме. Не знае да излупи кромета, ќе ми готвал специјалитети. Тето, јас ќе ти ги прочитав драмите, но морам да учам, имам многу за учење. Подобро ќе биде ние тебе да те омашиме. Сега ми е поважно творештвото. За мажење има време и го чекам вистинскиот тип. Види, сестро, искрено, ти треба малку динамика во текстот. Некако ми е празен, диалозите се развлечени, ликовите недефинирани. Еве, например, овде. Митра и вели на Митра, о мори Митро. Јас би напишал, о Митро мори. Размести ги зборовите, направи инверзија. Мамичке, ајде да излеземе. Па не можам повеќе да ги слушам. Ако и татко ти почне да пишува драми, јас купувам билет за на месечината. се умни глави.